Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс на третиот ден од оваа година. Почнуваме со кратка најава на дел од содржините. Со новите законски решенија веќе од утре околу 400 земјоделци ќе можат да го исполнат условот за старосна пензија. Градоначалникот на општина Штип денес го посети и го дарува првороденото бебе во Штипската клиничка болница. Валерија е седмо девојче во семејството на Рукија Алионска од Штип. Ромските семејства кои живееа во сега опожарениот објект на некогашното нервно одделение во Штип бараат помош од надлежните, а општината заедно со државните институции од утре најавува сериозни мерки за решавање на овој проблем. Од утре стапуваат на сила законските решенија кои овозможуваат на земјоделците во нивниот стаж да им се смета и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците, кој се применуваше во периодот од 1978 до 1988 година. Целта на ова решение е да може да се исполни условот од минимум 15 години работен стаж за да се оствари старосна пензија. Со ова, околу 400 земјоделци ќе можат да го исполнат условот за старосна пензија. Од први овој месец туристичките агенции ќе добиваат зголемени субвенции за гостите кои ќе доаѓаат со чартер лет од повеќе дестинации. Согласно анализите на владата, очекуваниот резултат од зголемените субвенции е повеќе туристи и подобар развој на туристичкиот сектор. Согласно анализите на владата, очекуваниот резултат од зголемените субвенции за развиените земји што државата ги дава за привлекување странски туристи е повеќе туристи и подобар развој на туристичкиот сектор. Со мерката што стапи во сила на први овој месец, за гостите кои ќе доаѓаат со чартер лет од Израел, Австрија, Малезија, Јужна Кореја, Италија, Франција и Шпанија, субвенциите се зголемуваат од 25 на 65 евра по лице. За туристите од Чешка, Словачка, Унгарија, Полска и Романија пак зголемувањето е од 25 на 35 евра, а подоцна ќе достигнат до 45 евра поединечно. Од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот информираат дека е изработен правилникот врз основа на кој ќе се врши распределбата на субвенциите и дека туристичките агенции можат да пристапат кон склучување договори со евентуални партнери од државите за кои важи зголемувањето на субвенциите. Со оглед на тоа дека странските туристи придонесуваат за зголемен девизен прилив, експерти сметаат дека овој потек би бил добар како за домашните туристички агенции со зголемување на нивниот профит, така и за општиот економски раст на Македонија. Градоначалникот на Штип денес го посети и го дарува првороденото бебе во Штипската клиничка болница. Валерија е седмо девојче во семејството на Рукија Алионска од Штип. 2015 година акушерското одделение во клиничката болница ја заврши со околу 950 бебиња, а во првите 3 дена од оваа година 5 бебиња се родени во Штип. Градоначалникот на општина Штип примариус магистар Илчо Захариев денес на акушерско одделение при Штипската клиничка болница го посети првороденото бебе и неговата мајка. Првото бебе кој се роди на 1 јануари во 6 часот и 30 минути е девојче. Примариус магистар Илчо Захариев при посетата на новороденчето и родилката им додели пригодни подароци. Еве денеска после нова година дојдовме во нашата клиничка болница во одделението за акушерство да ја посетиме првородката која се породи после нова година. Да истакнам дека првородката ни е од ромска националност. Детето е седмо по ред и е керкичка. Сакавме со давањето на скромни поклони да кажеме дека ние како држава водиме ред за наталитетот. Убаво е што во нашата клиничка болница персоналот, комплетно од специјалистите, значи од лекарите до средниот персонал, акушерките, се грижат да навистина има добри услови овде и за породување. Мајката Рукија Алионска изјави дека бебето кој ќе се вика Валерија е уште едно женско во нивното семејство. Стрекна мајка сум на 7 деца. Сите девојчиња, едно машко. По кантишета од Шишиња живееме.
Билансот на новороденчиња во минатата година е на задоволително ниво, дознаваме од началникот на акушерското одделение Стаменка Јанкуловска. Во 2015-та имало 947 породувања, при што поголем број родилки веќе имале 3 и повеќе деца. Забележавме дека имаме повеќе родилки со трето, со четврто дете, па дури петто и шесто, еве видовте дека и ова не е со седмо дете. Условите ни се тие кои се и мислам дека се задоволителни. Родилките се задоволни од престојот тука, па да се надеваме дека натаму во новата болница ќе биде уште подобро. Од новогодишната ноќ до денес во Штипската клиничка болница веќе има 5 породувања. Семејството на првороденото бебе во Штип е едно од 14 кои останаа без покрив над главата по пожарот кој на новогодишната ноќ го зафати поранешното нервно одделение, каде се сместени главно ромски семејства. Жителите на овој сега тотално руиниран објект бараат помош од надлежните, а општината заедно со државните институции од утре најавуваат сериозни мерки за решавање на овој проблем. Ноќте кога ја дочекавме новата 2016 година во објектот каде некогаш се наоѓаше нервното одделение во Штип, избувна голем пожар по кој целиот објект беше опожарен. Веќе неколку години таму беа сместени 14 ромски семејства, односно над 60 лица кои останаа без покрив над главите. Некои од нив се сомневаа дека пожарот бил намерно подметнат. Има 4 покушаи нови, после тоа тука оваа другата зграда, значи сака да не убијат се деца. Ова не е пожар, ова е убиство. Во текот на утрешниот ден локалната самоуправа со надлежните институции на вонреден состанок ќе се обидат да најдат решение на проблемот со кој се соочуваат ромските семејства кои буквално останаа на улица. Сугестија на градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев е да се сместат во неколкуте станови со кои стопанисува акционерското друштво за стамбени деловен простор. Првата мерка е да видиме колку празни станови во градот имаме ние, кои се на располагање, такви станови има, јас тоа знам. И да видиме по кој ред би се поделиле тие станови, но тоа не е оврскано општината, бидејќи ние не може да ги поделиме тие станови. Становите ги дава Комисијата за решавање на стамбени прашања при владата на Република Македонија. Ние уште во понеделник ќе поднесеме едно званично барање. Може да помогнат со облека, со храна, на некој начин да се обезбедат со покукнина, за да можат во овие зимски и ниски температури на некој начин да се згрижат. За оваа ноќ јас ќе им препорачам на сите да видат кај роднини, кај пријатели да можат да останат. До решавањето на проблемот Ерол Адемов, виш референт за односи со заедниците во Штип, со апел до граѓаните да им се помогне на овие семејства. Меѓу овие семејства и семејството на првороденото бебе во Штип, кое моментално е сместено кај родителите на мајката. Во продолжение на дневникот се навраќаме на настаните кои одбележаа последната седмица од 2015 година. Премиерот Никола Груевски во своето новогодишно обраќање се осврна на актуелните состојби во 2015 и најави низ мерки за подобрување на квалитетот на животот годинава. Во своето предновогодишно обраќање пред граѓаните, премиерот на Република Македонија Никола Груевски ги повтори досега реализираните проекти, кои допринесоа за подобар живот. Станува збор за проекти од областа на инфраструктурата, вработувањата, враќањето на долговите. Ми представува особено задоволство фактот дека во 2015-та остваривме нова рекордно ниска стапка на невработеност, која заклучно со септември е 25,5%. Никогаш не била пониска. Да подсетам, таа беше околу 38% во 2006-та. Од кога континуирано, секој квартал се намалува. Државниот долг на земјата не се зголеми, туку се намали од 39 на 36% од бруто домашниот производ. И сме четврта најниско задолжена земја во Европа, според Евростат. Во однос на политичките случувања на домашен план, 2015-та беше сигурно најтешката во историјата на независна Македонија, со најтешката политичка криза, откако желбата да ја собори оваа власт некого натерала тоа да го стори незаконски и криминално, истакна Груевски. Да организира и да снима телефонски разговори на голем број политичари и јавни личности, кои откога биле добро спакувани, во смисла едитирани, ставени во различен контекст и создадени наменски креирани материјали. Со месеци беа оружје со кое се сакаше да се постигне јасна политичка цел – промена на власта во Република Македонија. И тоа на само неколку месеци преходно избрана од убедливото мнозинство граѓани на Македонија, на организирани избори,
кој никој друг, освен нашиот политички опонент, не ги прогласи за нефер или недемократски. Да не беше оваа политичка криза наметната од опозицијата, економијата ќе се развиваше уште побрзо и ќе имаше повеќе вработувања, додава Груевски во неговото обраќање. Во 2016-та, граѓаните ќе ја решат 2015 година, рече премиерот, потенцирајќи дека 2016-та ќе биде година на народот, кога народот на фер и демократски избори на 24 април ќе ја прати својата порака. Следната година ќе се види најсеопфатната програма која било која политичка партија ја направила во Македонија, со повеќе проекти, мерки, реформи и дела за посветла, посигурна и предвидлива иднина. Пробиштипјани очекуваат на почетокот на годината да се реши проблемот со рудникот Добрева. Наоѓање нов инвеститор ќе значи крај на проблемите на рударите, но и на цела општина. Главен проблем во годината која изминува за жителите на Пробиштип е прекинот на работата на рудникот. Само до вчера од овој рудник над 500 семејства екзистираа. Рударите со нетрпение очекуваат да се најде нов инвеститор кој ќе овозможи рестартирање на работата во рудниците и секако подобри услови за работа и повисоки плати. Но во решавањето на овој проблем, освен општина Пробиштип, ќе се вклучи владата на Република Македонија, истакна пратеникот од ВМРО ДПМН Емил Димитриев. Задоснив ради мојот состанок со премиерот за повеќе прашања врзани за општина Пробиштип, меѓу кои најглавното за рудниците Злетово. Од негова страна беше искажана висока доза на оптимизам дека ова прашање брзо ќе се затвори. Битно е да се испочитуваат сите правни мерки во делот на завршувањето на стечајната постапка и стварање услови за продажба на рудниците преку пренесување на концесиското право со останатиот дел од објектите кои што сега имаат одредени товари од компанијата која што стопанисуваше до сега. Значи сето тоа да биде завршено на еден регуларен правен начин и ако се земе предвид дека веќе има 6 компании кои што изразиле подготвеност да го купат рудникот Злетово, истото се однесува и за Тораница, бидејќи има и регионални телевизии. Значи, јас сум оптимист дека ова прашање ќе биде успешно затворено. 2016 година за Пробиштип ќе биде година која што ќе бележи крупни инвестиции. Во идната година на економски план треба да отпочнат со работа 3 големи компании кои се значајни за пробиштипјани, истакна Димитриев. Најбрзо очекувам да започне со работа рудникот со новиот собственик, значи рестарт на рудниците Злетово. Некаде околу средината на годината очекувам да започне новата фабрика леарницата Crownfit Industry и некаде при крај на годината очекувам да започнат активностите и почетокот на работа на новиот рудник Плавица. Значи тоа за едно мало место, релативно мало место како што е Пробиштип е огромно нешто на планот на економијата. Сепак, како најприоритетен е рудникот. Рударите од двата рудника годинава 3 пати го прекинуваа производството, кои се незадоволни од нередовноста во исплатата на платите, но и небезбедноста во рударските јами. До сега тие немаат земено плата повеќе од 4 месеци, но со најавата дека веќе 6 компании пројавиле интерес за инвестирање, веднаш позитивно влијаеше на граѓаните, вработените во рудникот и нивните семејства, кои со душа чекаат нивниот труд да биде исплатен и да имаат подобро утре. 2016 ќе биде година на изградба на нова клиничка болница во Штип, со што квалитетот на болничките услуги ќе биде подигнат на повисоко ниво. Ова го очекуваат жителите од целиот источен регион. Во 2016 година ќе започне изградбата на клиничка болница Штип, со што ќе се реши долгогодишниот проблем на граѓаните од источниот регион. Со донесување на законот за задолжување се обезбедени финансиски средства, со кои ќе се изгради нов современ објект, преку кој ќе се пружа поефикасна здравствена заштита за околу 250.000 жители во регионот. Се надевам дека оние технички формалности кои што се при крај, бидејќи кредитот од Светската банка, каде што има малку поголем број на документација за средување, ќе биде завршен, и она што е ветување пред граѓаните, клиничката болница, која што е еден објект импозантен и кој што е примарен објект за Источна Македонија, ќе почне да се гради и нашите сограѓани ќе го добијат тој објект толку очекуван и посекуван. Освен изградбата на клиничка болница, и во новата година ќе се продолжи со реновирање и санирање на одредени одделенија,
и опремување со несовремена опрема. Апсолутно новата опрема што се однесува до поголемите проекти се од страна на Министерството. Како што знаете, самиот акцелератор се гради и објектот и донесувањето на истиот во придружба на компјутерскиот томограф, кој што ќе биде заеднички со акцелераторот за брза процена на пациенти од заболени од карцином, кој што секој представува една проблематична гранка за секој општество, а ние за овој регион ќе можеме да понудиме додатни услуги, набавка на опрема од типот на артоскопија, значи нови столови за преглед, оперативни столови, размислуваме значи за наредната 2016, како и друго во рамките на програмата на Министерството, кој што континуирано донесува за оваа болница соодветна опрема. Штипските претеници ќе продолжат и понатаму да се залагаат за реализација на проекти кои се битни за градот и за источниот регион. Приоритет ќе остане изградбата на експресните патишта и автопатот, како и довршување на гасоводната мрежа, со што Штип ќе добие ефикасен енергенс, како за развој на стопанството, така и за потребите на граѓаните. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев со амбициозни планови за оваа година. Студентите при Штипскиот универзитет Гоце Делчев ке можат да посетуваат настава по скијање во Република Бугарија. Оваа активност се организира во соработка на Универзитетскиот спортски центар со одделот за спорт при Софискиот универзитет. Наставата е наменета за сите кои сакаат да научат да скијат, како и за оние кои веќе имаат одреден степен на познавање на скијачката техника, а ќе се реализира во период од 21 до 26 февруари 2016 година на Маловица, Рила планина во Република Бугарија. Обуката е организирана во групи согласно степенот на познавање на скијачката техника, почетници, полускијачи и напредни скијачи, по утврдена програма реализирана од страна на лиценцирани инструктори. Во дневникот на Канал Плюс следи ретроспектива за тоа каква беше минатата година за земјоделците. Повеќе од сигурно е дека 2015 година ќе остане запаметена по крупните придвижувања во аграрот. Како никогаш досега, ланската година помина без потреси при откупот и исплатата на грозјето. Лозарите задоволни и од цената и од редовната исплата. Веднаш донесе тутунарите, кои по правичното незадоволство сега се задоволни од она што како проценка ќе го слушнат на откупните пунктови, а тоа се просечни 180 до 200 денари за килограм. Ако кон ова се додадат и субвенциите од државата од 1 евро за килограм, тогаш тутунот навистина повторно станува интересен. Во почетокот на есента во Штип се собраа собствениците на свињарски фарми, формираа Сдружение на одгледувачи на свињи и производители на свинско месо ГИЦКО. Целта на формирањето да се стави ред во оваа област и да се сузбие нелојалната конкуренција што се создаваше со увозот на свинско месо. Тоа е самите производители изразија потреба од да се формира на такво здружение, затоа што видовме спрема претходните активности што ги имаме дека навистина заедничко делувањето на повеќе луѓе, на повеќе производители има многу поголем ефект отколку поединечно. Пред некој време имавме многу проблеми. Например, требаше да се намалат царините за увоз на замрзнато свинско месо. Имавме проблеми со некои закони што не беа во наша полза. Затоа заедничко видовме што значи заедничко делување и што значи нашето присуство на голем дел, например, од производители на свинско месо во Министерството и кој видува дека во Македонија навистина постојат озбилни производители кои располагаат со околу 300.000 гоеници годишно и дека навистина ние имаме запослено во сектор свињарство околу 8.000 вработени и со некоја непромислена одлука да се уништи сето тоа ќе беше навистина штета за целиот подсектор. 2015 година ќе остане запаметена и по иницијативата за средување на состојбите околу водоснабдувањето на земјоделските површини преку формирање на единствено претпријатие за водоснабдување. Поголем ефект во делот на расчистувањето на каналите, бидејќи ќе има подружници кои што ќе треба да достават план и програма за расчистување на каналите и ќе одговараат пред одборот на директори и пред главниот и извршен директор. Клучните задачи на извршниот директор ќе бидат да ја организира и да раководи со работата на акционерското друштво водостопанство, да предлага програма
за работа и развој на друштвото, да ги извршува одлуките на собранието на друштвото. Од аспект на инфраструктура треба да се каже дека источниот регион, посебно Штипско, забележа своевиден бум во патната инфраструктура во и до селата. Изградени беа патишта до многу рурални средини, останаа уште малку. Не ги запоставивме ниту руралните места. Го завршиме патот до селото Пукче, место каде се раѓаат деца. Го започнавме и завршиме патот во село Врсаково. Го завршиме патот во селото Долани. Деновиве склучивме договор и треба да почне изградбата на патот од Врсаково до Тројци. Исто така да кажем дека сите приградски населби, Тричешми, Железничка, Македонка, Балканска, Чодаклија, добија асфалтирани улици и патишти. Со ангажирање на сите оние кои го сакат овој град и кои му се посветија максимално. Почетокот на годината беше доста тежок за општината. Дојде елементарните непогоди кои се случија во месец февруари. Во годината што измина беше извршено и обештетување на многу земјоделци чии имоти беа оштетени од прекланските поплави. Значајни се и поддршките во делот на набавка на земјоделска механизација, во кои државата учествува со повеќе од 50% во вкупната вредност по основ на ИПАРТ апликациите. 2016 е престапна година. Низ заверувања се поврзани за престапните години кои имаат еден ден повеќе од обичните. Ни престои престапна или висококосна година. Тоа значи дека оваа 2016 година ќе има 366 дена, односно месец февруари има 29 дена. На овој начин, со еден ден плюс на секои 4 години, се усогласуваат календарската со астрономската година. Исто така се избегнува и тоа, нова година да се падне во лето, а грозието да зрее во декември или јануари. Кај народот постојат неколку верувања поврзани со престапната година. Освен децата родени во високосна година, а особено на 29 февруари, ќе имаат многу среќа. Се друго што се прави во оваа година, кратко ќе трае. Иако оваа година трае подолго, сепак работите кои што ќе се случат во оваа година траеле, мислеле луѓето дека ќе траат кратко. Затоа не почнувале никакви работи во текот на оваа година, не отпочнувале со градби на куќи, а пред се верувале дека склучувањето на брак во оваа престапна година би можело да биде тој брак недолготраен, односно дека ќе трае кратко, и затоа многу често избегнувале да склучуваат бракови во престапната година. Според некои народни верувања, ако се случило младоженците да не може да ја чекаат следната година, поради тоа што биле на печалба или пак пред време очекувале принова, за да не ги бија малер на денот на свадбата, правеле одредени обичаи. За да ги избегнат несреќите кои евентуално би можеле да им се случат, меселе брашно со од претходната година, значи старо брашно, и од тоа брашно меселе леп или погача, која што потоа ја раздавале на роднините, пријателите, соседите. Сметале дека со тоа ќе ги избегнат евентуалните несреќи кои што би можеле да им се случат во таа година, затоа што склучувале брак во престапна година. Црквата смета дека тоа е суеверие и дека секоја година е благословена од Господ и може да се прават венчавки. Тие суеверија поврзани во однос со престапната година, дека во престапната година не требало да се венчаваат, да се крштеваат и слични некои работи, значи воопшто не држат вода и да е спротивно на учењето на православната црква. Така да сите оние кои што намераваат да стапат во брак или да крштеваат своите деца, можат да слободно и оваа година. Во повеќето западни земји постои обичај на 29 февруари дамите да можат да го запросат својот партнер. Иранските демонстранти упаднаа рано изутринава во амбасадата на Саудитска Арабија во Техеран, гневни поради тоа што Рихат го погуби истакнатиот шиитски свештеник Нимра Ал-Нимра. Иранската револуционерна гарда се закани со тешка одмазда на саудитската сунитска кралска династија поради вчерашното погубување на Нимра, кого Ријад го смета за терорист, но кој во Иран е славен како заговорник за правата на маргинализираното шиитско малцинство во Саудитска Арабија. Демонстрантите кои во знак на протест се собраа пред амбасадата
упаднаа во зградата и почнаа да пукаат, пошто интервенираше полицијата и успеа да ги оддалечи од објектот. Нимра, најголем критичар на судиската династија меѓу шиитското малцинство, важеше за лидер на младите шиитски активисти, кои повеќе не го толерираат неуспехот на постарите умерени лидери во постигнувањето на рамноправноста со сунитското население. Италијанските власти и безбедносни служби дале знак за тревога, бидејќи било утврдено дека нов терористички фронт против Италија се отвори на исток. Опасноста се нарекува Балкански бригади, а заканата пристигнува преку Албанија и Косово. Ова го пишува италијанскиот весник Стампа, повикувајќи се на извори во италијанските безбедносни служби и КФОР на Косово, каде што според податоците на НАТО има повеќе од 900 исламистички терористи. Торинскиот весник укажува дека малку се знае за неа, но експлозијата на джихадистичката страст кај населението што зборува албански многу ги загрижува европските, американските и блискоисточните антитерористички служби. Овие се оперативно подготвени локални кели, добро снабдени со пари и оружје, со силни семејни врски што продорот во нив го прави многу тежок, вели весникот. Blackbird или црна птица е дефинитивно најбрзиот авион на светот и е 3 пати побрз од звукот. Иако неговите неверојатни способности никогаш не се достигнати, авионот замина во пензија на почетокот на студената војна. Црната птица е повлечена од употреба во 1990 година, непосредно пред падот на Советскиот сојуз. Главната причина за повлекувањето е затоа што била превисока цената за операциите. Американските воздушни сили освен тоа се сомневале дека авионот нема да може да се носи со новите советски ПВО системи. Трошоците за негово користење би изнесувале $200,000 за еден час лет. Македонската машка ракометна селекција под дводневна пауза ги продолжува подготовките за настап на Европското првенство што ќе се одржи во Полска. Во овој втор дел од подготовките ракометарите ќе се фокусираат на тактичкиот дел, а пред заминувањето за Полска ќе се одиграат и 4 контролни средби. Во текот на денешниот ден најдобрите македонски ракометари избрани од Ивица Обрван со селекцијата на Словенија ќе имаат 2 пријателски меча. На 4 и 5 јануари во Крање и Целје ќе се надпреваруваат со репрезентацијата предводена од селекторот Веселин Вујовиќ, а по враќањето во земјава ќе ги продолжат подготовките за по една недела во Скопје за противник да ја имаат Црна Гора. Нашите ракометари за Полска ќе заминат на 13 овој месец. За македонската репрезентација престојното европско првенство во ракомет во Полска ќе биде четврто. Првпат настапила во 1998 година во Италија, второто во 2012 година во Србија и третото во Данска во 2014 година. На европското првенство во Србија македонскиот капитен Кирил Лазаров беше прогласен за прв стрелец со 61 гол, што е рекорд според бројот на голови на едно европско првенство. Ова беше се што предвидовме за првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Следното е вечерва во 20 часот. До тогаш имајте пријатно попладне со нашата програма.